Бројот на пациенти со ретки болести расте, а буџетот се намалува. Годинава истиот е за 180 милиони денари помал од лани. Дополнително велат лекарите, процедурите за набавка на одредени лекови се долги и макотрпни, а во многу случаеви пациентот нема време за чекање. Јас како нефролог само ќе кажам за две болести: хемолизно-уремиски синдром и примарна хипероксалурија. Нема чекање. Не можеме да чекаме година дена на тендер и така натаму. Прво, имате долго време додека се постави дијагноза. Јас не знам како тоа може да се реши и како се решава за нешто што е хиперургентна ситуација, да кажеме хемолизно-уремиски синдром. Таму вие треба да ја имате таа терапија и да ја дадете. Порачуваат дека треба да се промени начинот на набавка на лековите за ретките дијагнози. Не е решение програма за ретки болести. Решение е Фондот за здравство да ги обезбеди лековите побрзо. И најдобро би било ако секоја клиника си ги побара своите лекови кои што и треба, според пациентите што ги има поминато на стручен колегиум. Нека има комисија за регистрација и за да се одобри. Меѓутоа, набавката на лекот нека биде на ниво на клиника, со средства одобрени од Фонд за здравство. Тогаш ќе биде многу полесно. Во време кога бројот на дијагностицирани расте, секое кратење на средствата создава страв кај семејствата, велат од Сдруженијето Ретко е да си редок. Секој кратење на средствата создава страв кај семејствата. Дали нивниот член од семејство, пациент, ќе остане без терапија. Нашата порака до властите е јасна. Буџетот мора да ги следи потребите на пациентите, бидејќи болеста не чека ни бирократија, ниту избори, ниту ребаланси. Од Министерството за здравство пак уверуваат дека нема да биде оставен ниту еден пациент без потребната терапија. Министерот за здравство ги има ретките болести во своите топ приоритети и заедно со останатите власти сигурно ќе направат модел со кој што овој буџет ќе се промени. Ниту еден од пациентите нема да остане без терапија. Инаку и овој месец февруари ќе мине во знакот на 8-то поред издание на националната кампања ги запознаваме ретките болести. Според последните информации, во земјава има над 1000 лица со ретка дијагноза.